Во пресвет на изборите и покрај тоа што се уште официјално не е започната кампањата, сведочиме на се поголема застапеност на политичарите на социјалните мрежи. За комуникологот Кордалов, во дадениот момент не можеме со сигурност да кажеме дека социјалните мрежи се апсолутно неконтролиран простор. Но тие се уште неоткриен простор за политичките партии и клучниот проблем е каква порака пласираат политичарите на нив. Повторно ќе потенцирам проблемот е што се пласира. Дали професионално се пласира, дали се таргетира вистинската публика или пак само се прават луѓето да стискаат онихчиња и не сакам да го видам ова повеќе и така натаму. Че едноставно, ако веќе влегувате во кампања и трошите народни пари, бидејќи денеска партиите трошат народни пари за кампања, ако го правите тоа, наистина треба и должите една професионалност во пристапот, професионалност во настапот. Тоа значи дека сите пораки што ги праќате, иако сте политички партии, сепак претендирате да освоите власта. Тоа значи треба да сте одговорни. Тоа значи треба да кажете што ќе направите, што е вашата визија, што е вашата програма. Треба да консултирате, да вклучувате луѓе преку социјалните медиуми и треба да одговарате на прашања и дилеми. Во однос на наративот на кандидатите за градоначалници во оваа предкампања се чини дека повеќе зборуваат за општествени прашања, за уставни измени, за одредени државни прашања, но многу помалку за локалните, за кои всушност и се кандидираат. Апсолутно има кандидати за градоначалници кои наметнуваат наратив за повисоки национални теми, кои се надвор од нивниот домет на законски утврдените надлежности како треба да водат една локална самоуправа. Тоа е за жал политиката на 35 годишната македонска политичка култура, каде што ниту кандидатите за функционери, ниту пак граѓаните гласачи не прават диференцијација меѓу едни парламентарни локални председателски избори, така да се обраќаат на електоратот, а и самиот електорат треба да знае да цени кој кандидат за градоначалник нуди решение согласно неговите законски надлежности. Дали можеме да говориме за култивирана комуникација дури кога имаме спротивставени ставови? Апсолутно не. Заради тоа што во Македонија концептот на комуникација помеѓу партиите е фронтален и нападен. Значи, тие забораваат дека тие што гласаат се граѓаните, не опозицијската, односно партијата спротивно од вас. Во моментот кога излегува кандидатот, кандидатката и гледа во камерата и не ве гледа вас како медиум, туку гледа противник, едноставно станува борба која што дури ни во спортот ја нема. На тој начин, бидејќи во спортот има фер правила, во спортот има почит кон противникот. Така што затоа луѓето се повлекуваат децении наназад, затоа недовербата во институциите има, затоа апатијата постои. Од време на време ќе се јави некој изблик на гласање и така натаму, ќе даде надеж, но тоа е секогаш на почетоците и потоа повторно се паѓа во своевидна апатија и партиите досега не ја научиле лекцијата. Мислам дека нови избори ќе мораат да ја научат. Дали можеме да говориме за примери, иако е се уште рано, на црна кампања? Да, апсолутно можеме да говориме за црна, најцрна кампања, која што за жал ќе се развива, токму од оние причини што веќе евидентно дека овие избори ќе бидат своевидни историски, самите партии веќе ги најавуваат како такви. Коалицијски, партиски, не само живот или смрт, туку буквално катаклизм или не, дали ќе се победи, дали ќе остане една партија или дали ќе дојде друга или трета, така што во таква средина не може да се очекува ништо друго освен растечка црна кампања, но јас сум должен уште еднаш како секој избори неколку наназад да им потсочам дека кој ќе ја води по црната кампања, тој поцрно ќе ги изгуби изборите. Според Кордалов, политичките партии мора да бидат свесни дека во меѓувреме граѓаните созреле многу повеќе и дека е сосема нормално нивните критериуми да бидат на многу повисоко ниво.